civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Концептот јас би го завртел малку и ќе почнам со една мала ретроспектива, за да можеме и јавноста да разбере, и ние тука, за да ни биде јасно каков е овој процес, зборам кога збориме за избори, и што се случува околу него, не само во Република Северна Македонија, туку ќе се обидам да дадам и некои примери регионално па и пошироко како компарација. До изборите во 2006 година во нашата држава имаше за секој различен тип на избори различен закон. Да. Тогаш, по иницијатива на МОСТ, во соработка со неколку меѓународни организации и институции и домашни институции, тоа беше во 2004 година, во еден процес скоро 2 годишен, успеавме да го синхронизираме и да го синергизираме законодавството и од тие закони да направиме еден кој што го нарековме изборен закон. Се ова вака кога го раскажувам изгледа дека било многу одамна, меѓутоа низ призма на демократски развој и институционален развој и демократска култура, 15 години не се толку долг период. Тоа е, значи, едниот момент што мора сите да бидеме свесни, дека треба 2 години со претходно препораки на ОДИР. ОДИХР од околу 10 години, мислам, од нивниот прв извештај е кажано дека треба да постои еден закони кој што ќе ги регулира сите избори во државата. Сега сме 2021 година, тој изборен законник претрпел многу измени, 35, ова ќе биде 36-та. Сигурно повеќе од 50% од неговата содржина е сменета. Ние имаме едно 70%. Ние имаме една пракса која што вели дека ако се менува законот повеќе од 30%, при една измена мора да има нов закон да се направи. Така да, пишувањето на нов закон, јас би го карактеризирал како техника. Тоа е, како да кажам, тоа е техничка работа, која што треба да се аплицира за тоа што читањето на законот, употребата негова, имплементацијата на неговите одредби ќе ги направи поефикасни и поедноставни. Меѓутоа, зошто почнав од 2006? Почнав од 2006 за да се осврнам на два многу важни моменти со оглед на тоа дека сме биле дел од целиот овој процес, не само со мониторинг на изборите, туку и со измените и реформите кои што се случувале кога е изборниот процес во прашање. Значи, ако во 2008-2009 говоревме за драконски казни за полнење кутии и насилство на избирачките места, ако во 2013-2014 говоревме за многу сомнителни гласачи на избирачкиот список, ако во 2011 говоревме за сомнителни случувања со притисоци врз администрација, врз и во 2013 и 2014 се разбере и 16 исто така. Приметувате дека сега на овие дебати последниве година-две веќе не се отвараат овие теми? Што значи тоа? Тоа значи дека ние како држава, прво како институции, зборам за државниот апарат, потоа како политички партии, кои што се несомнено дел од изборниот процес, па и ние како граѓански организација и самите граѓани, од 91 навака, како и секое друго, да речам условно кажано, ново демократско општество, треба да ги поминеме детските болести. Тоа значи дека треба да прилежиме како одеше мали сипаници, големи сипаници, така натака и така натака. Корона. Да, корона, сега поново. Така, значи, сметам дека сето ова што се случува во целиот овој период, реков дека малку попозитивно ќе гледам на работите, е еден нормален развој и растење.
Ако 2006, 2009, 2011 бевме дел од изборните реформи, 2016, 2018 работевме цела година, така? Со активно вклучување, значи, заедно со до 2016, до 2018, до 2017, заедно со Министерство, значи, мораше да има некој кој што прво ќе обезбеди ресурси, второ ќе направи план, па заедно со Министерството ќе ја туркаме работата. Што се случува во 2020, 2021, 2019? Се случува институцијата да го почне процесот, да го води процесот и да го турка процесот до крај. Тоа значи дека се зголемува институционалниот капацитет, а со тоа и политичката волја за инклузивни реформи за одреден процес. Сега збориме за изборниот процес. Ако правиме муабет за борбата против корупцијата, ете, видовме дека има примери таму, позитивен, во кој што реформите вродиле со некаков плод. Што значи? Повторно, значи се враќа. Институционалниот капацитет за инклузивен процес постои. И тоа е една придобивка од растењето и развивањето. Сега, тоа на што повеќето се осврнавте во излагањата, е демократскиот капацитет и политичката култура кај политичките партии. И тоа е процес. И тие мора да растат. Ја не ги оправдувам, напротив. Значи, нити па имам намера, нити па велам дека треба да го релативизираме нивното учество како, нели, крајни судии за тоа што ќе има во законот, а што нема да има. Меѓутоа, ако го земеме примерот на заедничката соработка со Министерство 2018 и 2019, ќе видиме дека тогаш од прилика 50% од препораките влегува во изборниот законник. Така, на оваа рунда сега, веројатно ќе влезат уште половина, 2/3, ќе видиме како и што ќе се случи на крајот. Сакам да кажам дека овие процеси, например, ако ја земете една Финска, она ретко прави изборни реформи, ама кога прават изборни реформи, подготовката за изборната реформа, дебатата и сето друго трае 10 години. Значи, ова е процес кој што е поприлично сериозен. Јас не велам дека треба и кај нас 10 години да трае, пошто ние очигледно сме цело време во реформа, затоа што не можеме одеднаш да земеме и се да имплементираме и да го аплицираме тоа, заради различни причини. Меѓутоа, детските болести, институционалниот капацитет и политичката култура имаат заедничко нешто. Значи, мора да поминеме по тој ред и мора да дојдеме до степен во кој што ќе можеме да кажеме дека имаме институции кои што можат да одговорат на предизвикот кој што се вика инклузивен процес на подобрување, да кажем, на законодавството или на одредени процеси. Тоа е едниот момент. Другиот момент кој што е многу важен се однесува на тоа каков е квалитетот односно праксата. Ако гледаме и таму, и ако почнеме да ги споредуваме извештаите на домашните набљудувачи, на ОДИХР и на сите други, ќе видиме дека во последниот период, во последниве 3 изборни циклуси, квалитетот на спроведување на процесот е значително подобрен. И ако на тоа го додадеме и моментот дека зголемувањето на рейтингот, односно на индексните поени на Република Северна Македонија во рамките на Freedom House извештајот во последните 3 години се должи исклучиво на чаптерот кој што го ценат поврзан со изборниот процес, ќе видиме дека изборите и tekako, да речам, го подобруваат и имиджот и демократскиот капацитет, односно тоа што се случува на тоа ниво во државата. Сега, не велам дека не треба да бидеме внимателни и дека не треба да го мониторираме процесот како процес, значи никогаш не треба да се опуштаме, но
би посочил на една нова закана, на која што бевме сведоци и сме сведоци периодов наназад, а тоа е дезинформации, кои што и текако може да влијаат врз изборниот процес сериозно и да го оштетат, да речам, изборниот процес и да намалат довербата во истиот, хибридни напади, хибридни закани и мешање злонамерно од страна на други држави во самиот изборен процес. Значи, првата и втората работа што ја кажав се нормално еден од предусловите за такво вмешување. И тоа е, значи, ако говориме за процесот како процес, можеме да кажеме дека таму веќе нема сериозни закани и транспарентноста е обезбедена и можеме да гледаме што се случува и тоа што се случува веќе не е толку опасно и не е толку страшно. Меѓутоа, ова кое што многу тешко се фаќа и многу тешко се гледа е нешто што ќе представува сериозна закана за изборите, посебно во една држава која што е во последно време од исклучително значење гледано геополитички на различни засегнати страни. Сега, кога ќе ги сублимираме сите овие работи, можеме да заклучиме следно, дека растеме, дека се развиваат работите, сега веќе последниве 4-5 години одат во една, да речеме, правилна насока, меѓутоа треба да се продолжи со работа, треба да се продолжи со да имаме малку трпение, за тоа што еве ќе се ставаме самите нас во целиот тој круг и во целата таа група и ќе кажам дека треба да ги поминеме детските болести за да дојдеме до оние решенија кои што ќе бидат најдобри и ќе ни овозможат процес во кој што сите ќе имаме доверба. Ќе кажам дека не сме на нивото на кое што и како општество пред се, а потоа и како систем, на кое што адекватно и ефикасно може да се одговори на овие закани и предизвици. И тука треба и како граѓанско општество, и како луѓе инволвирани во изборниот процес и на сите други начини да укажуваме и да помагаме за да може системот како систем да се одбрани и да биде отпорен, а општеството да знае да разграничи дезинформација од правна информација. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.